според ова што го гледаме, еден огромен број на новинари од регионот, па и од Европа и од светот се овде. Значи, овој настан е многу значаен, да не кажеме историски, не само за Косово и Србија, туку и за целиот регион, затоа што стабилноста на регионот зависи од земјите кои се стабилни. Во таа смисла, мислам дека е извонредна шанса за Косово и Србија да почнат стварно нивните односи да бидат пријателски и да се размислува за граѓаните на двете земји. Косово треба да биде првенствено интересирана тие општини да имаат поголема значајност на Косово. И мислам дека постои од страната на косоварите, односно на премиерот Курти, постои некаква опасност стварањето на тие општини да биде и една евентуална мина за добрососедските односи, меѓутоа со гаранција на Европската унија и на Соединетите американски држави мислам дека не ќе може да се створи уште една Република Српска на територијата на Косово и тоа е многу битно. Затоа мислам дека Курти треба да биде храбар и да ги прифати условите на Европската Унија, односно според нацрт документот. Сите контакти се добробитни затоа што пружаат можност да се разговара и за најситните проблеми, а мора да се релаксираат состојбите, односно релациите помеѓу граѓаните на Косово, односно албанците и србите. Меѓутоа и во Србија и во Косово постојат елементи кои поради политички интереси го минираат целиот процес, односно ствараат илузија дека се работи за капитулација на Србија, односно капитулација на Косово. Мислам дека Отворен Балкан е една добра можност за сите земји од регионов да бидат поблиску, да има проток на луѓе, на движење на луѓе, на добри економски развој и така натаму. Меѓутоа, од страна на Косово се бара да биде рамноправен член на таа заедница и веројатно овие разговори кои се водат и во Охрид денеска ќе можат да влијаат Косово, односно сите балкански земји да бидат сепак заедно и во тој Опен Балкан да ги ствараат своите интереси и цели. И од друга страна да се види која е таа можност сите овие земји од Западен Балкан да бидат дел од интеграциите во Европската Унија.